Добар ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу, а на денешното мени имаме две сладки магии. Едната е крофна со ванила крем, а другата е лимон рикота палачинка. Ке споиме две едноставни нешта и ке ги направиме да изгледаат како да се на пиедесталот. Од вкусно повкусно. Бидете со нас, затоа што веднаш почуваме. Денес кујната мириса на детство, на сладко и на моменти што не се забораваат. Домашни крофни, меки, златни и полнети со ванила крем, попрскани со шекерово прав, како зимска утрина. Покрај нив рикота палачинки, нежни, лесни и богати со вкус, премачкани со мед и ореви. Едноставни рецепти што носат насмевка и топлина, таму каде што секое утро може да биде празник. Денес, драги мои, како што ви кажав, ќе направиме многу интересни палачинки со рикота и домашни крофни, полнети со ванила крем. Ванила кремот го направив малку порано, го оставив да се олади, да се стегне за да не губам време. А исто така и вие можете да го направите денеска ванила кремот, а утре да ги правите крофните од кога ќе се олади, ставете го во фрижидер, убаво да се згусне, да се стегне, за да можете убаво да ги наполните крофните. Меѓутоа, ајде да почнеме. Прво ќе почнам со палачинките. Многу едноставно, кога си имам ваков убав, ја немам никаков проблем. Меѓутоа, има еден ред. Во брашното ќе го додадеме пецивото, ќе додадам малце сода бикарбона и малце сол, затоа што солта е појачувач, нели, на вкусот. Сето ова убаво ќе го измешам. Ете така, одлично. Сега во блендерот ќе додадам урда или италијанска рикота. Во рикотата ќе го додадам млекото. Ќе додадам 2 јајца, сокот цеден лимон, шекер, путер и малце кора од лимон. На крај ќе зачинам со ванила. Сето ова убаво ќе го изблендирам. Ете го. И откако добро ќе го изблендирам, во него ќе го додадам и брашното, заедно со останатите додатоци. Повторно нежно затвараме и блендираме. Че ако смесата е малку погуста, слободно може да додадете уште малце млеко. Одлична густина, сега ќе ви покажам. Тавчето веќе го ставив на оган да се загрее. Смесата е тука и веднаш ќе почнем да ги правам палачинките. Погледнете ја густината на смесата за палачинки. Ставете го тавчето да се загрее на средна температура, никако на висока, затоа што ќе изгорат палачинките и ништо не сме направиле. Додека тавчето се загрева, јас во садот од мојот најубав миксер ќе додадам 1 килограм брашно, додадам шекер, малце сол, ванила екстракт, ќе додадам малце кора од изрендан лимон, 4 јајца и млеко. Ќе го спуштам миксерот и ќе го уклучам тивко и полека, убаво да го измеси тестото.
А за тоа време да видиме што сме направиле со смесата за палачинки. Една кутлача, 2 кутлачки, се сосема доволно и расширете ги вака. Одлично. Оставете ги добро да се испечат. Откако тестото добро се замеси, ќе го додадам квасецот. Квасецот предходно му додадов ладна вода и го проверив дали е во ред. Одлично, квасните габички добро си ја завршија својата работа, значи се живи. Многу често ни се случува кога правиме лепче, пecivo или што и да е, да не ни успее. Тоа е само затоа што квасецот не бил добар, тоест квасните габички не биле живи. Многу едноставно. Во квасецот додајте малце вода и малку шеќер. Може и една лажичка брашна. Сето тоа добро измешајте го, соединете го и оставете го на собна температура. Ако квасецот за 15 на минути го зголеми двојно волуменот и направи убава пена од озгора, тогаш нема да имаме проблем што и да замесиме, за тоа што квасните габички се живи. Сега додаваме растопен путер и тоа е финишот. На овој начин тестото ќе стане елегантно, сјајно, меко, убаво, за мерак, луѓе. За мерак. Ова е тавче за палачинки. Толку. Сега ќе го извадам садот. Ете така. Ова иде веднаш на перење. За да го заштитиме ова најубаво тавче за палачинки, земете си едно обично стапче за раженчиња и едноставно отстраните, подигнете палачинката, свртете и сте завршиле работа. Сега тестово за крофни ќе го извадам на работната површина. Шубаво. Ќе додадам малце брашно. Еве палачинката. Луѓе, погледнете каква боја. Тестото со рикота сирење шушка во тавата. Лесни, воздушести палачинки што стануваат златни за миг, меки како облак и полни со мирис на ванила. Не смееме да дозволиме тестото да ни се залепи на работната површина, а дебелината за крофните треба да биде околу 1 сантиметар. Сега, многу важна работа. Крофните мораат да стасаат. Затоа на плех ќе ставите хартија за печење, пергамент хартија, ќе посеете малце брашно и еве што правиме. Со модла сечеме крукчиња убави. Тестото е меко и мирисно, а модлите го претвараат во мали кругови на радост. Секое парче ќе стане златна крофна, полна со сладо крем и топлина што потсетува на првото учење на готвење некаде во детството.
вака спремен плехот го оставаме покриен на страна 30 на минути, крофните двојно да го зголемат својот волумен. За тоа време јас ќе ја средам масата, ќе ги доправам другите крофни и секако ќе обрнам многу внимание на палачинките за тоа што едва чекам сите да ги испечам, бидејќи овде во студиото како мириса. Како да сте поминале покрај некоја сладкарница каде што печат тазе пантишпен во кој има многу ванила. Помина половина час, крофните убаво стаса, маслото го загревам на 170 степени, затоа што тоа е идеална температура за пржење на крофни. Ако биде пониска температурата, крофните ќе примат многу масло во нив и нема да бидат убави и вкусни, а ако е повисока, ќе изгорат и пак ништо не сме направиле. Затоа, секогаш треба да внимавате на температурата. 170 степени, идеална температура за крофните. И сега ќе ги истресам малце брашното, така, и со долниот дел ќе ги ставам да се пржат. Сега ќе ги ставиме вака, меѓутоа секогаш не према вас, него на надвор. Оставајте ги за да не ве испрска маслото, затоа што ќе ве изгори, нели? Многу внимателно да добијат убава и златна боја. Моја омилена палачинка е со мед и со ореви. Идеално за мојот вкус, меѓутоа за вашиот вкус, секако имаме тука од нашите пријатели од витаминка мармелад од кајси, мармелад од цреша, имаме луна крем, идеален, имаме уште еден луна премиум и имаме еден од фстек што ми е стигнат во новите продукти што ги испратија за нас од витаминка. Следниот пат ќе направам нешто интересно и со него. Да видиме крофните какви се, одлично. Одлично. Со лажицата секогаш додавајте масло од озгора на крофните, меѓутоа многу внимателно за да не се изгорите, луѓе. Шубава боја. А и садов за пржење на крофни е идеален. Крофните се креваат во маслото, добиваат златна боја и шуплива, мека внатрешност, совршен баланс меѓу крцкаво и нежно. Убаво си надојдоа, тоа значи дека ќе може добро да ги наполниме со крем од ванила. А кремот од ванила многу едноставно. Млеко, нишесте, јајца, малце ванила. Ставете го млекото на средна температура. Не смее да зоврие, значи 81, 82 максимум. На страна изматете ги јајцата, додајте го густинот, добро соединете, додајте малце од млекото, додајте внатре, на среден оган полека постојано мешајте и никогаш нема да утнете. Кога ќе се згусне кремот од ванила, тогаш ставете го во еден плиток сад, покрите го со најлонска фолија и оставете го прво на собна температура да се олади, а потоа ставете го во фрижидер. Ќе се стегне и ќе биде идеален. Сега овие крофни ќе ги ставиме овде. А овие, погледнете. Мирис на неделно утро, детска смеја и топли крофни на маса. Тоа е вкусот што го паметиме. Прост, но совршен. Дојде време да ги сервираме палачинките и крофните. Малку само да се подоладат и веднаш ќе ги наполнам со крем од ванила и ќе додадам шеќер во прав. Онаа обична класика која сите ја почитуваме и ја сакаме и во која вистински уживаме.
мед. Одлично. Нежни палачинки со рикота, премачкани со мед и посипани со кршени ореви, се виткаат во фишек, наросени со шекер и повторно допрени со мед. Сладок танц на текстури и ароми. Палачинки со рикота, мед и ореви. Идеално според мојот вкус, а се надевам и според вашиот. Јас морам да пробам. Полесна палачинка се топи во уста. Немам направено до сега, луѓе. Толку е лесна што навистина се топи во уста. Другите ќе ги направам заедно со мојата екипа. Ова е само да ви покажам како би можеле вие да ја сервирате малку на поразличен начин. Едноставно свиткајте ја како фишек, ставете од озгора прав шекер, оревчиња, малце мед и сте завршиле работа. Идеално. Сега да видиме до кај сме со крофните. Еве една убава крофна ќе земам. И сега, еве го кремот од ванила. Видете сега што правиме. Со оштар предмет, тенок, ќе направиме дупче и стискајте полека од кремот од ванила да ја наполни целата крофна. Одлично. Одлично. Една ќе ставиме тука. Ставиме една вака. Земам ќе наполнам уште една крофна. Погледнете како се дои од кремот. Хоп, само внимавајте да не пукне, да остане крофната цела. Ќе ставиме тука уште една. Ванила кремот полека исчезнува во меката внатрешност на крофната. Од озгора снекот шекерово прав и мирис на путер. Тоа е моментот кога десертот станува уметност, а едноставната радост совршенство. Отлично. Само да ви покажам. Еве како изгледа внатре полната крофната. Мирис на детство, вкус на радост. Крофни со ванила крем и рикота палачинки со мед и ореви. Топлина, сладост и едноставна среќа. Се по една кујна. Нека ни е на здравие на нас, а и на вас кога ќе ги направите овие убави, вкусни крофни и секако овие прекрасни палачинки со рикота и со вкус на свеж лимон. Бидете добри и уживајте. Мирисот на пржено тесто, ванила и мед. Тоа е звукот на утрото што го сакаме. Крофни полни со крем и палачинки со рикота
мед и ореви. Десерти што спојуваат вкус и спомени. Нема ништо посладко од моментот кога едноставната радост се претвара по мали совршени залчиња на среќа. Палачинките и крофните се, да не кажам секојдневие, ама барем еднаш во неделата присутни во сите наши домови. Затоа, направете мала промена и направете ги овие убави лимон рикота палачинки, а за крофните не сакам ни да спомнувам, верувам дека сигурно ќе ги направите. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу, а вие, драги мои, како и секогаш, посетете го нашиот вебсайт или нашата веб-продавница 4сезони.mk и бидете присутни и пратете ги социјалните мрежи и нашиот канал на YouTube. Имајте убав ден и се гледаме утре со новото издание на 4 сезони.